Цивил медија. Ја прво пред се дојдов овде да му дам поддршка на Џабир и на неговата иницијатива. А јас колку што се сеќам од кога почнав да сознам што е тоа дневница, патен налог и тие работи, значи зборам негде 80-тите години, така да ја знам татко ми што сме правили муабет, онака успат, многу он за политика меѓу нас не правеше муабет. Само ќе речеш, вика, ја дневница не сум земал, вика, кога идам у Белград, оти тогаш главните договори беа као централизирана власт беше таму у Белград, беше главниот штаб. Ми има кажано, вика, еднаш ка вика дневница не сум земал. А кога идев, тоа знам и ја, пошто навечер идеше со спавача кола, вика, зашо спавача кола, ќе си преспиам у воз, са бајле сум у Белград, вика, си вршам работа, ако треба да преспиам, ќе преспиам у вилата на Ужичка 15, што е таа на Република Македонија, македонската, вика, еднаш, вика, не сум земал дневница, вика. Јадење ми е платено, све, вика, има таму. Ете, тоа го памтам као негови раскажување, не знам како да го кажам. А што мислите, која е потребата сега толку да се троши во денешно време? Не, ова е неизживеаност. Ова е, не знам, ја она што прочитам на Фейсбук, колку е точно, колку не е точно, тоа по кафани што се трошело, тоа илјадници евра, тоа е, мислам, недомакинлук, ама за тоа па ние го јадеме. Ние не можеме да вржеме крај со крај. Од први до први не може никако да склопиме месецот. И обавезно некои даноци ти доаѓаат, што стварно ниеден нормален човек не може да ги плати. И така тоа. Мислам, мора. Мислите дека функционерите сега би се согласиле со оваа иницијатива на ЦИВ? Па, не верувам, али тој уште од времето гледам како почна. Ја не знам кој председател у која држава негде има тоа, уште и плата, и кабинет, пензионер. Тоа и за Бранко важи и за овој. Стварно мислам, он е више завршил кариерата, пензионер, доволно е што си има пензија. Сега и кабинет, па да му се плаќа и просторијата да му биде платена. За мене е несватливо. Цивил медија.